Благодарам. Почитувана председателке, односно подпредседателке, извинете. Дискутираме веќе неколку дена за овие закони, за овој пакет на мерки кои што го нарекувате даночна реформа, меѓутоа има промени, има предвидено промени во сите овие закони, но не се во согласност со она што го бараат коморите и оние кои што се двигатели на македонската економија. Сега пред 5 минути прочитав дека 1500 артикли ќе биле опфатени со овие измени на данокот на додадена вредност, меѓутоа ние немаме никаква листа, никаков список што ќе биде, кои ќе бидат тие и каде колку ќе се прави корекција, дали некаде од 0 на 5, дали од 5 на 10, од 5 на 18 и така натаму. И мислам дека не треба тоа да се крие, затоа што сепак на крајот на криштата граѓаните треба да го платат, да го платат ова што вие сте го донеле како законска измена и велите дека еве ќе сте приберале повеќе даноци. Меѓутоа, она што го гледам и по медиумите, од 1500 артикли вие се насочувате само на некои скапи француски сирења, каде што велите дека од 5 ќе одела даночната повластена ставка на 10 и така натаму, но останатите 1400 и неколку не ги знаем. Сега, како законодавен дом, мислам дека треба да бидеме информирани за секоја измена однапред, а не понатаму вие да ги регулирате со подзаконски акти. Живееме во една држава каде што министри меѓу себе се лажат, живееме во една држава каде што немаме никаква предвидливост и како, не знам зошто мислите дека ние би требало вас да ви веруваме, дека вие од овие основни прехранбени производи нема да ги ставите сите онаму каде што треба, односно да останат со многу ниска даночна повластена стапка. Треба да имаме доверба, треба да работиме меѓу себе за подобрување на крајот на криштата на условите на живот на секој еден граѓанин. Видете, ние предлагаме неколку амандмани кои што се продуктивни и кои што би ги заштитиле буџетите на секој едно семејство. Во Република Македонија повеќе од 60% според некои информации, од 60% од приходите на секој семејство одат за храна. И тие ќе бидат многу засегнати од оваа ваша даночна реформа. Кажувате дека сте имале зголемување на приходите од данок на додадена вредност и нормално е да имате поради зголемената инфлација. Меѓутоа, ова што ќе се случи понатаму, затоа што во претходниот закон кажавте дека ќе бидат опфатени со законот за солидарност оние водечки маркети кои што ги диктираат цените на пазарот, дополнително кога ќе се покачи ДДВ-то кај сите артикли, ќе видиме дека повторно влегуваме во една инфлаторна спирала која што ќе биде многу тешко поднослива за секој еден граѓанин, затоа што кондицијата, финансиската кондиција на граѓаните во Република Македонија не е таква за да доживуваат уште нови ценовни шокови. Го вративте ДДВ-то на струјата на 18 како што беше претходно. Еве во овој закон имате предложено да се врати ДДВ-то на пелетите. Од друга страна промовирате екологија, промовирате алтернативни начини на грејење, на затоплување, но сето тоа оди на терет на граѓаните. Ние она што го бараме, сакаме, прво направивте една голема глупост според мене со тоа што испадна колегата Коцик, кој што беше тука во моментов, гледам дека е испаднат од салава, испадна да го поднесе истиот амандман што ние го поднесовме, затоа што нели ние сме од ВМРО ДПМН, ама вие сте били од СДС, па вие треба тоа да го направите, а ваму го предлагате у законов, предлагате данокот на додадена вредност на пелетите да се покачи на 18%. Не Коцик, кој сака нека го поднесе, дајте да ги заштитиме буџетите на граѓаните. Ете, ајде нека биде и Коцик тој што го поднел. Бараме во нашиот амандман, ете гледам и во вашиот, да има намалување на данокот на пелетите. Оно што дополнително го бараме и данокот на дрвата за грејење да се намали, затоа што можеби половина од семејствата во Република Македонија се уште се греат на дрва. Она што го превземаа како мерки претходните години во кризата, сите останати држави беше замрзнување на цените. Вие тука не ги замрзнавте цените, правевте некакви
некакви зафрканции со замрзнување на маржите и така натаму, меѓутоа не знам дали знаете во каква ситуација, затоа што јас се греам на дрва, не знам вие како се греете, не знам дали знаете во каква ситуација ги донесовте граѓаните. 2021 година цената на огревното дрво беше 2300 денари. 2022 беше од 2500 на почетокот на годината дојде до 5000 денари. Ами ДДВ на 2300 денари и ДДВ на 5000 денари, ако пресметате, е многу различно. И сега, покрај тоа што не успеавте да ги заштитите потрошувачите, вие дополнително предвидувате, затоа што од друга страна не можете да ги соберете даноците, тука да удрите по некои основни услови кои што се за да преживеат нашите граѓани. Не бараат тие нешто екстра, бараат само да можат нормално да живеат како што живееле до сега. Дополнително, почитуван министер, еве, додека ги барам овие останативи работи, да ви кажам дека веќе ми стана смешно кога стасуваат закониве, па дури и буџетите. Како може, не знам како не се срами некој од министерството, секој предлог закон, секој буџет, секој ребаланс у последние 2 години да го почнува со реченица поради војната во Украина, поради ковид кризата. Па ние ако имаме држава, ќе функционираме како држава, нема да бараме виновници во соседите или во сите оние геополитички случувања. Јас ви го кажав и со претходниот закон, со законот за солидарност ви го кажав решението. Ако имате вие контрола врз целата територија на Република Македонија, ако сите овие контролни механизми се користат правилно, преку управа за јавни приходи, преку финансиска полиција, па гледаме дека дури и полицијата и останатите институции немаат контрола над територијата на Република Македонија. Ако тие функционираат како што треба, ние ќе немаме потреба од вакви измени на сите останати закони. Гледаме вчера во Слупчане, односно некна. Молам колега, не е Слупчане. Не можат. Воздржете се од коментари. Слупчане е во Република Македонија, не е во Косово. Ве молам. Јас сум пратеник од Република Македонија. И нормално е да сум загрижен за Слупчане затоа што е во Република Македонија. Тоа што една наша колешка вчера пишала дека требало 100 години да не плаќаат струја, тоа е нивен проблем, не е мој проблем. Една наша колешка тука од вашата коалиција. Така што ако имаме ние контролни механизми и во Слупчане, и во Неготино, и во Арачиново, и во Кавадарци, и во Лојане, Ратае, Липково, и во останатите населени места во Република Македонија, ќе немаме ваков проблем. Таму не можете вие да ги натерате граѓаните да платат струја, а не па ДДВ или данок на солидарност. Се живо функционира на диво. Гледаме дека во Арачиново има 50 овакви, како се викаат, салони за мебел, кои што функционираат, кои што постојат, а никој не плаќа. И сега зошто да ги теретиме граѓаните? Зошто да ги товараме со дополнителни зголемувања на даноците? Зошто овие кои што се двигатели на економијата да ги товараме со данок на солидарност? Зошто да плаќаат поголем данок за основни прехранбени производи и така натаму? Она што исто така е проблем, едно барање на ветеринарите. Ветеринарните услуги да се намалат на 5% ДДВ. Односно, се повеќе гледаме дека се зголемуваат трошоците на овие кои што се сточари и сега наместо ние да помогнеме за сите жители да имаат некаков ќар на Република Македонија, ние ветеринарните услуги ги наплаќаме со 18% ДДВ, односно ги даночиме. Данокот на промет на станови да остане 5%, затоа што гледаме дека постојано имаме некакви купувања и тоа наместо да оди во насока на подобрување на прибирање на приходите, ќе имаме застој, што не е исто така добро. Производите за човечката исхрана да бидат со 5% даночна стапка, односно да нема толкави покачувања. Ќе повторам уште еднаш, не сакам да должам, електричната енергија исто така ни беше наше барање да се намали повторно на 5% данокот на додадена вредност. Вие велевте дека ќе има некаква ефтина тарифа, но гледаме сега дека ефтината тарифа е планирано да се применува од декември месец. Така што овој период на 6-7 месеци повторно ќе имаат многу поголеми
многу поголеми сметки граѓаните и пак ќе повторам. Во принцип, она што го правите е на штета на секој еден граѓанин кој што поштено си ги плаќа своите давачки спрема државата. Ви кажував, ви читав претходно едни приказни како функционира плаќањето на данок. Од една страна ги товарате оние кои што се големи плаќачи, од друга страна ги бркате овие кои што едва и преживуваат. На крајот на криштата и ова што го правите ќе нема за кого, ќе ви се испразни државата. Кога гледаме дека имаме систем кој што функционира за едни како мајка, за други како маќа, нема добра иднина. Ви благодарам.